Добре дојдовте во уште едно издание на Лице и дела. Овој пат имам чест во ова издание да представам едно ново дело на една наша позната личност, која што ни е позната од медиумите, поконкретно со емисиите кои што ја обработуваат проблематиката на заборавените села во Македонија. Станува збор за новата книга Славна Дебарца на изгаснати огништа на Зоран Костевски Шваца. Човек кој што се залага нашите села, нашата традиција, нашите обичаи да ги овековечи, не само да ни останат во сеќавање, туку и да живееме во таа вистина во која што нормално е, генетски ја носиме и секако продолжува со нас. Но и зависи од тоа како ние и каков пристап имаме кон она што е наше. За таа чест јас му посакувам на Зоран Костевски добро вечер и добре дојдовте во Лице и дела. Ви благодарам што ме поканивте во една од нагледаните емисии во етерот во македонскиот етер. Тоа е емисијата Лице и дела. Јас сум, така да речам, неколку пати гостин и чест ми е, како што реков, што ме поканите. И не само да бидам гостин во емисијата, туку да видам, така да речам, на своето, во телевизијата Телесонце, каде што ете неколку години се емитува документарниот серијал Забравени. Голем поздрав до соственикот, голем поздрав до тимот кој што овдека работи во телевизија Сонце, до менеджерскиот тим и голем поздрав до моите соселани, до сите гледачи кои што ја пратат емисијата Лице и дела и кои што ја гледаат телевизија Сонце. Благодарам. Пред се и чест ми е секој пат кога ќе ми дојде гостин со некое свое дело, кое што особено со љубов го работел и го завршил успешно, значи излегло во печат кога станува збор за литературно дело. И чест ми е што ќе разговарам со вас во однос на оваа тема. За мене е многу интересна, особено ми привлече внимание делот во насловот, освен што е Славна Дебарца, која што како кованица ние тоа го секојдневно можеме да го сретнеме и да го чуеме и да го прочитаме, но неизгаснати огништа. И тоа навистина го заинтригира моето внимание и интерес. Убаво се почувствував поради придавката неизгаснати. Би сакала во однос на сето тоа во оваа емисија малку подлабоко да навлеземе во суштината на оваа книга, буквално целиот разговор да го посветиме на ова ваше дело, затоа што вашите дела не се нешто што може да се види секојдневно. Вие многу убаво на еден ваш препознатлив и убав стил сето тоа го донесувате и го пренесувате до читателите. И јасно ми е дека после секое ваше прочитано дело, секој еден читател кој што нормално навлегува во таа суштина ќе очекува уште нешто од вас, затоа што едноставно вам како да ви е дадено да работите на овие теми. Ајде да започнеме во однос на ете тоа што ми го привлече вниманието во насловот неизгаснати огништа. Вака се едно би рекол 30 години патувам из Македонија, меѓу кои 15 из Славна Дебарца, регионот Дебарца, кој што се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија. Многу пати велам дека Славна Дебарца е темелот на современа Македонија, почнувајќи од 41-та година, кога е од револуцијата, пак одлуките кои се донесени во Славна Дебарца за формирање на иницијативниот одбор за свикувањето на АСНО. Во селото Излеглавје со црковниот собор, каде што е донесена одлука да се возглави Охридската архиепископија во името на Македонската православна црква. Исто така на Слава и планина на 18 август 1943 година е формирана првата регуларна воена единица на македонската војска. Тоа е батальонот Мирчеацев. Исто така Славна Дебарца има историја која што е од античко време, од времето на Александар Македонски, од Византија, од Романската империја. Тука значи во Славна Дебарца се наоѓа едно хубаво село, тоа е Арбино. Јас така го нарекуваат моите соговорници соселани од Славна Дебарца, Арбиново, каде што на 15 март 1903 година во
околината на селото Арбиново е крената познатата Арбинска битка, а битката била крената заради тоа што имале сознание дека отоманската војска веќе ги знаела позициите на востаниците, на воеводите и комитите, како во Славна Дебрча, така и во Велики-Сарскиот револуционерен округ. И на 15 март 1903 година крената востанието. Мое јасно мнение дека тоа е датата на почетокот на востанието, на едно од многуте востанија на македонскиот народ за слобода, Илинденското востание, затоа што во Славна Дебрча се испратени 400 мештани, меѓу кои 40 попови и 20 даскали, од кои што само 5 мина се вратени. Едниот е раскажувачот што ми го раскаже приказното за неговиот престој во Славна Дебрча, дедо Којо од селото Врбјани, а другиот е од селото Арбино, каде што кога го правев тоа, дедо Којо имаше 80 во тоа време, 82 години. Од кога точно вие разговаравте на оваа тема? Значи 95-та година. 95-та година и бев во Верчиго нагости. Слава беше во селото, остана 2 дена. Со тогаш имам од Радио Скопје бев пратен, имавме од тие кастофони, ухери што ги нарекува. И ете, дојде време да се 20 години тој разговор да го преточам во овај роман, романизирана историчка повест Славна Дебрча, значи на 100 страници, кој што представува се обидов да дел од таа историја. Славна Дебрча има многу богата историја. Многу и пред мене пишувале, постоеле публицисти, историчари, новинари ја посетиле и се обидов да барем тој дел од таа историја да ја преточам во овој роман, за да не остане на правта на заборавот, како што и вие споменавте, да оставиме на генерациите што по нас ќе доаѓаат, да знаат за темелот, за коренот, пред се каде се тие родени, како се вика тоа парче земја кај што совекови постои Македонија и народот кој што совекови живее не во Славна Дебрча само, туку цела Македонија, етничка Македонија, тоа е македонскиот народ. Почитувани, вашите сознанија за историчките збиднувања на областа Славна Дебрча ќе можете да ги надополните ако ги прочитате автентичните приказни, раскажани од мештаните, останати верни на своите татковски огништа во 24 села во оваа регија, како и историографските податоци со кои располага авторот на романизираната историчка повест Славна Дебрча неизгаснати огништа, Зоран Костевски Шваца, кој копајќи по историографските архиви, археолошките локалитети распослани меѓу славнодебрчките горостарски планини, гори, долини, потоци, реки, полиња, крстарејќи ја Славна Дебрча во изминатите 20 години, распослани на 400 страници во издание на продукцијата Мариово филм. Да бидам искрен, долго време се припремав да го почнам писанието, така да речем. Отпочнав со еден некласичен вовец во оваа книга. Значи, почнав малку со мојата кратка биографија, кој сум, што сум, од каде сум, кој е моето потекло.
И првата страница што почнав да ја пишувам, тоа беше се наоѓавме во Славе планина 2000 и поправо не 1994 година. Бене на Славе планина тогаш се прославуваше на 18 на 18 август се прославуваше денот на формирањето на денот на армијата на Република Македонија. Ја имав таа чест таму да се видам со мојот сокласник Игор Џамбазов и неговиот дедо Петре Прличко. И со овие Петре Прличко зборови ми рече каде си генерацијата. Така се ги поздравуваше сите негови и помлади и постари. И се причини на Волченото саварче, кој што бива напишено романот Ванчо Николевски. А исто така таму се најдовме со Петрима Андреевски, нашиот писател, и Бранко Гапо, доенот на македонскиот филм и режија. И каде што тука разговаравме и заедно се упативме под Орлов камен, тоа е помеѓу Лопов и Славна Дебарца, односно Славе планина, и да го најдеме селото Мацково, каде што во селото Мацково тука е роден Трајче Деварчето, кој што лично постоела, Трајче Трајчевски, партизан беше на времето и беше последната негова воена функција беше командант на Битолскиот гарнизон во тогашната Југославија, во тогашната Јена. И пријатно беше изненаден дека тој човек, Трајче Деварчето, постоел. И тоа ми даде повод да полека ги најдам моите видеоматеријали, аудиозаписи и полека да го претрчувам овој роман, почнувајќи од како влегов во Славна Дебарца преку пресека, првата моја средба со една коловска вола, со една воловска кола, со еден пристар човек, кој што му беше натоварена со дрва, налик на Волченото саварче, каде што му помогна, отидов кај него, обречува да ничеваме. Во селото Годилје, па потоа како одминуваше времето и годините, па во селото Врбијани, па во Сливо, Слатино, Слатински, Чифлик, од тука долниот дел Ботун, пред тоа Издеглавје, Новосело, Средоречје, Горно Средоречје, Долно Средоречје, Сливо го наполнав, Слатино, Лешани, кај што се наоѓаат манастирот Сите Свети, единствен манастир со вакво име во Македонија. Другиот се наоѓа во Русија, значи тие се два Оврчиго манастири и еден од двата манастири во Македонија кои што се наоѓаат во поле. Значи тоа е манастир Сите Свети во Свето Лешани и другиот манастир е манастирот Мала Богородица во селото Новаци. Од тука, значи, од Лешани па отидовме заминав во Велмеј, потоа на Дебрец горе на античкиот град, кој што имав таа чест да присуствувам на истражувањето на археологот Виктор Ливчич, каде што стариот град Дебрец, античкиот град Дебрец се пронајдени археолошки материјали и се представува дека и според стариот град Дебрец е и добиено името Дебарца. Но може интересно и во романот го има е во селото малку ми отиде мислата, меѓутоа ќе се префолам до Требеништа, ќе ми текни за селото во Требеништа. Познато по Требенишката. Да, Требеништа, долу во Горенци, кај што се речиго и тие комплекс на гробови, кај што се најдени златите маски. Селото Злести бев, се сетив, во селото Злести бев за Голема Богородица на прославата на манастирот Голема Богородица, а таму има една огромна полјанка, голема полјана, каде што се наоѓа стотоците на стариот манастир Свето Богородица, каде што според некои устни преданија и легенди, преданијето говори дека Гораст, Климент, Наум и Ангелари, значи пред се тие се кои што доаѓаат од Моравија. Прво го направиле манастирот во селото Злести, а потоа на Плаушник.
Значи, ова сите што го пишува од душата моја избира, еве ќе ви кажам за овој, кој ќе одите за селото Ботун, пред Батушата клисура, лево ќе ве пречека еден самичаен знак, се вика Сливови Анови. Тие Сливови Анови и денешка постои зградата, стара некако 75 години, од камен изидана, од камен од темел до кров и уште здрава е, на два спрата. Порано се наоѓала општинската зграда на првиот народно освободителен одбор, значи 44 година, и до ден денеска таму на патосот, на дамовите штици, купишта распродажени документи постојат. Дел од таа документација успеав да пролистам, да разберам овај, каде што ја пронајдов и едно писание, ја го нарекувам едно 20 страници, тоа е темни кажувања од група автори, меѓу кои авторот е и Петре Мандреевски, според кое тоа писание и он ќе сниман филмот Неговиот пат. Значи го најдов таа брошура, печатена некаде 65 година, се гордем што има во мојата архива. Тука најдов исто така документација и за згаснувањето на Охридската архиепископија, на последниот, јас би го нарекол предпоследниот архиепископ на Охридската архиепископија, тоа е архиепископот Арсений, затоа што од Доситеј е наследникот во името на Македонската православна црква. Најдов една документација за така би рекол, Цариградската патриаршија што го крија документот, значи од 1767 година, значи 200 и кусор години, го крија документот како, на кој начин е условуван архиепископот Арсеније да отстапи од престолот и човекот Оварчиво заедно завршуваат со својот живот во занданите во Цариград со истиот тој патријак од Цариград кој што му е пишал пресудата на Арсений да даде оставка. Историјата се повторува, што се вели. Исто така, во романот имам повеќе раскажувања од моите слушавања, кои што ги раскажува за детите, обичаите, за свадбите, кршевките. Исто така за како било пред 50 години. Посебно кога дури кога читателот ќе чита книгата, ми се чини дека емотивно ќе биде поврзан. Како се гордам тоа што успеав на тој дијалект, на таа дијалектна, на тој славнодебартски дијалект, во таа форма да го преточам, иако сум прилепчанец, иако сум од целата Прилепски, акцентот не можам да ми биде славнодебартски, меѓутоа моите сите они што го има книгата, ми се јавуваат, ми велат: Зоране, они што не знае дека не си од Дебарца, ќе рече дека си славнодебарчанец. Додека пак оние кои што мислат дека што знаат дека не си отаде, знаат сепак човек кога ќе говори, кога ќе пишува и во пишаниот и во пишаната комуникација, сепак ќе употреби од таа дијалектна форма тамо каде што се родил, тамо каде што растал, што се вика. Еве јас малку накратко ќе да прелистаме содржински, значи Слана Дебарца. Значи тука Слана Дебарца ја започнувам со една песна кој што постарите сите ја знаат, а пак исти ја пееле и на Радио Скопје, пуштале и понатаму, до денеска и малку преработена, се вика: Гледај ме, гледај, ах верно либе, гледај ме, гледај уште денеска, денеска сум тука, мило либе, утре ќе одам. Утре ќе одам партизан, мило либе, во славна Дебарца. Славна Дебарца, слава и планина. Ја оплячка, верно либе, ја оплячка зверој фашисти. И нека оди понатаму, нека прочитаат, посебно помладите, а нивните родители, дедовци и баби, нека ми ја запајат, има љубов, милост, има
обнародена песна, што се вика. Исто така овдека во романот има и една песна од народот испеена, запознатиот војвода Дејан Војвода, роден во селото Лактиње, кој што овдека на позадината, на корицата се наоѓа ова карпа, ова местото е одма долу едно 700 метри под Славе планина, врвот, каде што Дејан Војвода, предаден од македонскиот башибозук, за да не го фатат жив, се запалува со бензин и тога го завршува животот. Кој период тоа конкретно? За некој што? Значи, Дејан Војвода е еден од познатите војводи за време на Неделското востание, учествувал на Свилетскиот конгрес, бил рејански војвода, заменик на Христо Узров, и 905 година е овој завршува неговиот револуционерен и животен пат, значи си го зема животот македонскиот башибозук. Предавниците, значи јас така ги нарекувам. Да, апсолутно јасно. Го потенцирам македонскиот башибозук, така ми раскажува моите соселани и неговите. Да, автентично, така како што се всушност ословувани и не случајно, поред такви дела, пак и... Па видите, знаете што во Славна Дебарца, во едно село, ќе го напомнам селото Велмеј, ми велеа вака, за времето вика на комитлакот имавме војводи, комити и кодоши. За време на Тито имаме комесари, партизани и предавници. Значи, не дај Боже да не се повторува и денеска во ова наша држава, така да, но купно се насед, така сублимирано, македонскиот башибозук. Да. Оти често пати велам дека од регуларната турска, од турскиот аскер и од Отоманската империја власта, таа постојала 550 години. Мислам дека толку тој систем не бил лош, колку што од башибозукот, од предавниците. Мислење ваше, а и сигурно претпоставувам, може би вие тоа сте го поставиле како прашање. Во ред постојат тие три категории. И тогаш, и подоцна, и не знам до кога тоа ќе се провлекува како така. Група која што е многу интересна за сите, а е лоша во однос на се што треба да се случува, нели, што е коректно, според дадената ситуација, се токму тие, нели, предавниците, луѓето кои што се одлучиле да направат прерасток. Денес, кога тоа ќе го гледаме од аспект на совремието, имаме луѓе кои што тоа го прават од некаков интерес. Кога сте разговарале, дали всушност вие сте го поставили ова прашање? Земјата е поробена, така? Значи, сите се наоѓаме, така да се изразам народски, во иста каша. Ние сме исто, сите сме македонци. Дошле од страна луѓе, го направиле тоа, значи поробиле, сакаат да го заземат поради некакви интереси кои што подоцна се продлабочени, пак на крајот на криштата се сведува на моќ и богатство. Ништо повеќе од тоа не е. Значи, толкава е таа безсмисленост на сите тие работи. Што кажуваат луѓето? Зошто предавниците го правеле тоа против најближните? Значи, сите ни се ближни како луѓе. По нас луѓе сме сите сме си ближни. Зошто тоа го прават на оние кои што всушност се борат за сите, го ризикуваат својот живот, го даваат својот живот, на крајот на криштата се наоѓа некој најпаметен во наводници да предаде таква голема личност. Дали е тоа од завист, од немоќ
Поради стекнување некакви материјални добра или што е? Ако речам дека е завис, може би ќе погрешам. Ако речам дека е стекнување на богатство, може би ќе видам и во право или ќе погрешам. Ама ако речам дека е тоа ген наследен, има луѓе кои што ако не предадат, ако не украдат, по навод кажано, тој денеска не може да го помини денот. Меѓутоа, по мое мислење, еволуцијата го прави своето. Системот, односно, она што го имам, сакам да го имам повеќе. Мислам дека за да предадеш некого, не можам да разберам како може да го предаде родениот брат. Меѓутоа има случувања каде што да речеме двајца браќа се во две армии, за да едниот преживее, за да го сочува семејството, му вели брат, оди слободно, за 5 Наполеона, ебете ги парите, предај ме, ќе те пушта дома и да ја гледаш и мојата фамилија, моите деца. Значи, Како некаков договор. Тоа е договор. Значи, едниот се жртвува за доброто на... Затоа што за време на војните, за време на восстанијата, цели фамилии машкиот род, машките поколенија што се комплетно се носени на фронт. И мора едниот по навод кажано да го предаде својот брат за да овој отстрани лозата по навод кажано. Денес слушнав една многу интересна реченица, гледав некој видео. Само ќе го слободно продолжите па ќе кажам. Извинете што ве прекина вашата мисла. Меѓутоа имав мојот дедо се викаше Петре, имаше 92 години и ми велеше бака едно. Ме праша: внучко, да те прашам нешто. Дали знаеш кои две држави се од Бога дадени во светот? Погледа ја вака, не знам дали знам, ако знам, може и ќе грешам. Ај велам дедо, кажи ми. Тоа вика Палестина и Македонија. И велам, што е толку овој мој бетевни исто за прва Балканска, втора Балканска, мој бетевни исто така за овој речи го за Отоманска империја. Што е велам толку што Македонија велам овој е центарот на збидувањето. И вели вака едно. Имаме, вика, ние еден крал. Кој е тој? Александар. Добро велам дедо. Сега понатаму, рече библиска земја, вика, овдека во Македонија се раѓа империите, овдека пропаѓаат. Секоја империја која ќе се роди овде пропаѓа, сакајќи да е уништената империја, единствената на светот, на македонскиот народ. Велам, која бе? Македонија. И денеска после. Значи, ако човекот по навод кажано беше нешколован, необразован. Јас не се согласувам кога зборуваат школувањето нема никаква врска со интелигенцијата. Кога зборуваат неписмен. Ја велам едно, оние поповите биле најписмените. Затоа што тој мора да знае да прочита. Да. Овој човек да прочита Евангелието, да проповеда. Мора да знае тој јазик. Че мене ми помина една мисла токму во моментот кога зборувате за тоа дека да, сите машки деца од семејствата биле земани, односно веќе мажи, зрели за такви дејства. Таман ќе стаса да формира семејство, веднаш оди да брани нешто. Значи тоа постојано се случувало. Нешто да се брани, нешто да се чува и така натам. Слушнав во тој контекст, јас па и на Балканот се однесува генерално, за настани 99-та тука во соседството. Значи вака беше мислата. Богатите, кога е воена состојба, богатите дават пари. Државата, да кажам, или војска, дава оружје. А сиромашните даваат своите синови. И тоа е, кога ќе размисли човек, стварно, навистина една толку длабока мисла, потресна. Јас тие настани такви, мислам, воопшто ме
и ме вознемируваат и не можам да сватам зошто постојано нешто се случува такво нешто, пак мора постојано. Се некој не е во право, некој да биде во право, пак некој да си присвои нешто што не е негово, без разлика за кој народ и да станува збор. И токму феноменот предавство мене не ми е јасен, освен во ваков случај како што вие го објаснувате. Тоа е класичен пример на жртвување. На себе жртвување, на мачеништво, за да направам за поголемо добро, еве мојот живот нека оди, а останатите да живеат нешто. Но како тој што ќе го прифати тоа да го направи за братот кој што му нуди еве ти и средства, оди предади ме, значи да бидете вие мирни, како понатаму тој човек тоа ќе го објасни на средината? Знаете што? Како ќе докаже дека да, навистина тоа беше? Ако едно семејство брои 30 члена, од кои што 30 члена 15 или 17 се машки, 12 се да речеме чупина, како што викаат срамните. Мислам дека семејството ќе го награди тој член од тоа семејство кој што се жртвува на овој, ќе го награди со тоа што породот останува, коренот останува. Еве јас малку ќе се навратам во Славна Дебарца, 24 села има Славна Дебарца. Да, општина е. Секое село има споменик, по 25 души, и комити, и војводи, и партизани. Нема село што нема. Нема, дури овој кога човек ќе отиде во ајде ќе спомнам Арбир, ајде ќе спомнам Лактин, ајде ќе спомнам овој Сливово, ајде ќе спомнам овој Слатино. 15-17 се очио по имени презимина. Во селото Лактиње има спомено обележје огромно, каде што 17 души се војводи комити од 1903 година, 6 души се од прва балканска и втора балканска војна, 10 души се од прва светска војна и 8 души се од НОПИ револуцијата. Цели фамилии. Меѓутоа, кога ќе погледнете историски наназад, родот на Костески, родот на Миленковци, родот на корено македонски остана. Да. Дури овој после првата светска војна и самите родители ги менуваат презимината на нивните родени деца. Затоа што под презимето или под прекарот Машулеци, се што е машко го собираат. Тие знаат дека овој после 18 години ќе стане возрастно момчето и мора да биде аскер, војска. И ги менува презимината за да останат. Значи, овој го менува презимето, не е исто породот и го остава. Значи, нема да не го мобилизира. Да си го заштити собственото дете. Меѓутоа, нема да бидат 10 души земени, него ќе бидат до тројца. А па да разборуваме за чупината, па јас пак ќе се изразам селски, што останува. Не, тоа е богатството на нашиот јазик, значи според говори различно. Знаете што? Пострашна работа, јас сум на фронтот горе, ама фамилијата моја, женската чела, не знам пошто ќе Да. Јас често пати велам, ја не се согласувам дека столбот на семејството е мажот. Тоа е одамна надминато. Моје мислење и до ден денеска е мајката, домаќинката, сопругата, затоа што воспитувањето на семејството е од мајката, каде што бебето го слуша, плача први на неговата мајка, па после другото е. Дури пак ќе се навратам малце. Има една изрека, поправо еден убав збор, кога студирав на времето, имаме еден предмет, се викаше одбрана и заштита. Имаше еден филозоф, се викаше Клаузовиц. И запамтив една негова реченица. Вика, што е тоа војна? И вели вака, како што ветрот ја чисти правта од површината на морето, така војната го чисти трулежот во општеството. Ја иако не се најчувам кога се присеќам на овој негов цитат, меѓутоа може би така. Па ако се поразмисли така малку подлабоко и има логика. Или да ви кажам јас ева кога овој напомнав на почетокот на нашиот разговор, кога во Подовлов каме со Игор Џамбазов, со
Петре Прличко, Петре Мандреевски, со Ванче Николевски, тука беше исто и Бранко Гапов, кога на таа прослава на таа прослава на годишнината од формирањето на македонската војска, Петре Прличко беше облечен исто она како што беше во серијата почната Самарски. Пак со Шубара, со позади него одеше Кончето Дорчо, а позади него Игор, само Игор веќе возрасен. Да. И кога го видов и си реков во себе, еве го делото Мацко. Да. Така му беше името во серијата, а и кога ќе влегувам во Славна Деварца, кога ќе ме прашаат, кај ќе одиш во Мацково, каде што беше Петре Прличко, каде што беше во недолгиот пат и одам по патот и се радувам кога патувам. Едно да речем дека ова година ете чест ние што телевизијата Тела Сонце прави една ретроспектива од богатата ризница на Марио филм, тоа 30 години јубилеј од документарниот серијал Заборавени, кој што овој почетокот е некаде како што реков 30 години, меѓутоа во Радио Скопје во емисијата Глас татковината нашите сонародници и пространство, каде што тогаш под палката на уредникот Димче Билјановски, па потоа во телевизијата беше Саша Ордановски, беше мој колега и директор тој што во телевизијата, па Иван Андреевски, па речи го Мишо Нетков, Љубе Цветановски и тимот што речи го што работувам доајенот на македонската камера и фотографија, Лука Шуша. Тука е дел од тимот и мојот син Тони, Виктор Косовски, кој што полека навлегува. Тука е, јас би го нарекол, многу пати велам за тој човек дека иако е по вокација електроинженер, меѓутоа требаше да биде историчар, тоа е Драги Миновски, кој што патувам со него 10 години, како бебе од селото, долга е се однесен во Прилеп и му велам, слушај ти, стварно, си дете од село, што толку ги сака човече во селата, и ми вели, јас не памтам не сум живеел село, сум роден во селото Долгаец и се радам што сум во селото Долгаец. Одлично. Пред самиот крај би ве запрашала едно прашање, би ве запрашала нешто што мене ме заинтригира во текот на разговорот. Накратко би сакала само ваше мислење накратко. Вие пронајдовте значајни документи и записи во една градба од камен, нели тука кај нас, која што јас стекнав впечаток дека тоа е нешто незаштитено и вие ги најдовте туку така расфрлени, нели, оставени. Тоа се значајни документи историски за нас и токму разработуваат една многу битна проблематика во однос на нашата вера, нели, и како е сето тоа поставено кај нас. Зошто е таков односот кај нас кон такви документи и на што се должи, кога сето тоа нам всушност надвор од нашата држава не представува вистински кои сме, што сме и доколку некој како вас не дојде до тоа, како тоа ние би го докажали. Зошто тие толку важни документи се третирани на таков начин? Тоа ќе ви кажам јас, не само овие документи што ги напомнав во Сливочки Јанови во зградата, имам документи најдено и во другите во населени места. Дел имам во мојата архива. Меѓутоа, тоа е, би рекол, несовесно на државата. Меѓутоа, морам да потенцирам, да го похвалам и еден поздрав да му пратам на поранешниот и сегашниот градоначалник на општина Деварца, Зоран Ногачевски, кој што имаме еден проект заедно со општината, да целата документација што е во зградата на Сливо Јанови, да целата документација биде пренесена во општината. Пред една година Домот на културата во селото Белчишта е реновиран, се комплетно и има тука се планира да целата документација биде сместена како архивски материјал, со тоа што вклучени се
тука и историчари, тука се вклучени и боваричево и конзерватори. Тој мој предлог, што јас му го предложив на Зоран Гачевски пред 2 години, со задоволство овој го прифати, и има средства добиена од ИПАРТ програмата, значи не се пари од државата, оти нашава држава Да, тоа е една збор. фондација која што Да, оти на нашиве политичари ќе кажам дека ако исполниш култура, ако исполниш зависи кој како. така да тешко се одлучува да дадат пари. Меѓутоа ете еден апел. Како што има крштелни книги пред 200, 300 и 500 години. Кој кога е роден? И матичните книги од 52, 57, 61, 67 така пропаѓаат овој на патосот. Дури и одделенските книги за прво, 5, 7, 8 одделение и тие пропаѓаат. Матична книга на венчани и тие пропаѓаат. Па записници од властите во тој временски период, било за прослава 11 октомври, било за 29 ноември, било за Илинден, било за Кресенско остание, Разловско остание. Значи записници кои што овој постоеле организирано како тоа да се поставува. Значи со печат од народната власт, тоа се документи. Нормално. Тоа се документи. Тоа е доказ за постоењето, значи не може без тоа. Дури еден апел, сето градиво историско што го имаме по нашите поранешни училишни згради, да се собери тоа, да се класифицира и да остане. Нормално. Оти... Како би имали некој доказ дека наназад така низ времето се случувало нешто. Видете сега, пред самиот крај јас повторно ќе ви ја дадам оваа книга Македонска империја, затоа што дознав дека за оваа книга нели се побудил некаков интерес, луѓето сакаат да имаат примерок нели за себе, и со задоволство повторно ја давам оваа книга на Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, кој исто така се занимава со прашањето за нашата историја и со многу историски податоци и факти кои што може да се најдат натрепа. Секако дека читателите ќе бидат задоволни од некој што нели ја побара. Со задоволство. Ете вака сега ќе речам, ова книга Македонска империја ќе му ја подарам од името на телевизија Сонце, од името на Ѓорче Атанасовски, на мојот пријател гајдаџијата Целе, кој што има 75 години од селото Белчишта. Одлично. Ќе му ја дадам нему, пошто човекот многу пати ми ме прашувано кога оди емисијата на овај, кога оди Шпицата Маријево филм, го има сонцето од Кутлиш, ми вели, рече, Мичко, ова сонцево како да си го пречкртал од црквара наша македонска. И сега ќе му речам, дедо Целе, еве го сонцето тука, на Македонија, и со задоволство ќе му дадам. А исто така, еве, ќе имам таа чест да ова историчка романизирана повест, Стана дебар се не изгасите огништа, ја имате да ја прочитате и кога ќе се видиме следниот пат, да ми дадете рецензија. Ви благодарам многу и секако. Задоволство ми е што и пресрекна сум што ќе имам оваа книга, и јас сум сигурна дека секој кој што ќе ја прочита и од ова што сега разговаравме, навистина емотивно ќе го трогне и ќе го понесе, и малку да поразмислиме за нашите вредности, квалитети и оно што го имаме ние како позадина и во досие, точно да знаеме кои сме и како понатаму со сето тоа. Би ви заблагодарила уште еднаш за вашето учество во Лице дела. Чест ми е задоволство што вие сте и мој колега тука во телевизијата, и се надевам дека ќе се видиме повторно во рамките на оваа емисија, затоа што знам дека вие имате уште многу информации кои што можете да ги преточите не во уште едно дело, туку уште многу други дела. Со задоволство сето тоа ќе го испромовираме тука, и нашата публика ќе ужива исто како што и јас се чувствувам прекрасно сега и побогата за многу информации. Ви благодарам што сум гостин во емисијата Лице и дела, како што реков, една од најгледаните емисии во телевизискиот етер во Република Македонија и една од најградуваните емисии во Македонија. И на крајот еден голем поздрав да испратам до моите соселани во Мала Преспа,
во општината Пустец, каде што кон крајот на овој месец, почетокот на декември, ќе им бидам гостин на моето соселање на нашите македонци во Мала Преспа. Таму има 9 села и ќе направиме нов серијал со работен наслов Македонците во општината Пустец. Ви благодарам. Едве чекам. Ви благодарам уште еднаш. Ви позакувам се најдобро и довидување до наредната средба.